Да, по кратката пауза се враќаме во студиото на еден за мене, верувам и за вас, можно интересен разговор по празниците, кога беше период кога трпезата ни беше навистина побогата и пообилна. Секако следува период на, еве да кажеме, детоксикација или враќање во нормала, еден баланс на организмот, да не се чувствуваме изморени постојано, дека ја губиме енергијата и дека ни опаѓа имунитетот, и како навистина здраво да се храниме во овој период од годината, особено кога поминуваат празниците и кога можеби си дозволуваме малку повеќе да пробаме некои намирници што подоцна ќе ни направат некој проблем околу тежината. Со мене во студиото е нутриционистот Бојка Динева. Добар ден и добре дојде. Добар ден, благодарам на поканата. Ми е чест што те почнувам со вас во новата година. Да ги советуваме луѓето, да ги советуваме граѓаните како што да јадат, нели, зависно. Така, во овој период од годината, да, сигурно ќе им биде корисна секоја информација, имајќи во предвид дека зимата носи своји предизвици во однос на тоа што све имаме на менито, како да го конзумираме, како да го користиме, меѓутоа и сето тоа да биде, нели, здраво подготвено и да ни даде повеќе енергија, подобро здравје. Реков дека особено во предпразничниот и празничниот период на трпезата има изобилие од храна, но таа храна не секогаш, нели, соодветствува со тоа како треба здраво да се храниме. Што во овој период од годината или постпразнично би ги советувала нашите гледачи, особено оние кои што ќе речат, еве, губиме енергија, немаме сила, нормално и тежината секогаш оди нагоре, па зимата, знаете, да ни донесе така некои предизвици повеќе. Да, ми го зема одговорот. Сакав да ги советувам, значи сите луѓе кои што не гледаат моментално, секако и моите клиенти, кога ќе ги почувствуваат симптомите, како што кажа, замор, омалаксаност, нередовна столица, односно обстипација, нервоза, стрес, тоа едно со друго се сиден. Тоа е знаци дека телото не е чисто, не е детоксицирано. Значи е полно со отрови, полно со хемикали, од самиот воздух, од цела храна која што јадеме, од премногу мешање на храна која што јадеме за време на новата година, на празниците. Значи, кога ги почувствуваат тие симптоми, тоа да им биде сигнал дека треба нешто да преземат. А што е тоа кое што треба да го јадат, за да се прочистат, тоа се знае секогаш јасно и гласно е свежата храна. Да си ставиме денови на свежа храна, каде што ќе внесеме многу овошје, многу зеленчук, како главен напиток да ни биде водата, која што е прва и основна за детоксикација на организмот, потоа овошјето и зеленчукот, да јадеме што повеќе зеленчук. Зелениот зеленчук е оној кој што го прочистува и црниот дроб, и бубрезите, да биеме повеќе видови на чајчиња, значи може и камилица, нане, куркумата да ја внесеме во исхраната, исто таа е голем добар чистач и за црниот дроб. Кога ја пиеме водата, да си ставаме лимунче во водата, лимунчето го стимулира црниот дроб да чисти што повеќе од сите отрови кои што се внесени во нашето тело, но што е најбитно? Најбитно е да се тргнеме од мешање на храни, да се тргнеме од мешање на протеини и аглихидрати, да се тргнеме од сите индустријски преработки, сите месени за сите нас омилени, како и за мене, нели, теста, месени работи, да се тргнеме месец-два, од доста беше веќе, нели, јадење, да се прочистиме малце во телото, за да си ја вратиме енергијата. Да си вратиме редовна столица, да си вратиме добар и квалитетен сон, кој што за жал и сонот во овој период, кај сите не можам да спијам, тешко ми е, притисок ми паѓа или ми се качува, зависно кој каков проблем има, сето тоа е заради тоа што сме премногу отровени со самиот воздух и со сета таа храна која што внесеме. А самото тоа што немаме редовна столица, ние организмот го мачиме да се бори и тој црн дроб да работи и тие бубрези да работат. Затоа треба да се внимава се почесто, а како се внимава со тоа што ние пред се треба да ги знаеме процесите на чистење, како ние го детоксицираме телото, со самото дишење, со самото потење. Значи сега сите кои што се на планина, нели, зимски распуст, тоа е многу добро. Едниот фактор за чистење они го имаат. Преку потењето, сега со вежбање, со спорт редовно, секој ден дома некој вежби, не мора да се затвараме во теретана, но овој загаден воздух уште не ни треба простор каде што нема кислород, за жал, за сите нас.
Значи, редовната столица да внимаваме 2 до 3 пати во денот да имаме столица, тогаш знаеме дека правилно телото сме го исчистиле. Секако кај жените циклусот, као оние кој што е редовен, кој што нели се уште не се во перименопауза, помодерно кажано, перименопауза, да се внимава циклусот да биде редовен, тоа е еден од главните чистачи, дишењето како што кажав, потењето, редовно мокрење, треба и да се внимава редовното мокрење. Значи на тие работи кога ќе ги знаеме кој чистач ни фали, кој не ни фали. Први сигнали што може така да ни кажат каде се наоѓаме. Ајде да почнеме од водата. Спомена околу детоксикацијата и водата, нешто што можне значајно како да се започне денот, но од друга страна, дали постојат одредени, ајде да ги речем условно правила, како да ја конзумираме водата? Дали некогаш се работи за некои сакаат нели да ја конзумираат многу ладна вода, млака вода, топла вода, вода со лимун, нешто што ќе овозможи или подобар детокс на самиот организам. Во поголеми голтки или поголеми количини велат и премалку е лошо, но и премногу е некогаш. Не е добро да се. Јас сум секогаш за тоа дека вода не треба цела чаша сега да земам некс да ја испијам. Тоа е лошо, правам шок на мојот организам. Се што конзумирам да биде помалце, полека, постепено. Наутро да си биде вода, јас имам бокал со филтер, си ја ставам на собна температура и таа вода си ја пијам. Затоа што искрено чешма ми е многу ладна, телото е загреано, сме станале од спиење, уште не сме извежбале, не сме го раздрмале телото да го разбудиме. И телото и мозокот и сега ладна вода не би било убаво. Доволно е на собна температура, со малку лимун, како што кажав за чистење на црниот дроб, уште поубава стимулација е лимунот. Јас, мој совет е на 40 минути, сат и пол, од прилика да се пие по една чаша вода до 2, или една шиша до мене, помини замени, да си испијам до време ручек 2 литри вода, како ништо. А дали водата се препорачува да се пие, односно да се користи кога се руча или после ручекот? Многу убаво прашање. Ти што мислиш? Ај ќе те прашам. Јас мислам после ручекот. Јас те советувам, дорека се јаде и после ручање или после ужинка, како и да е, 2 часа вода да не се пие. Зашто? Затоа што со пиењето вода ние го стопираме варењето на храната, киселините кои што ни помагаат да се разгради храната, ние ги стопираме со водата и тука се случува надуеност, паѓање притисок, омалаксаност и секако плюс некои кило 2. Јас во текот на месец-два да пијам вода со јадење и појадење, јас ќе се поправам. Затоа што варењето ми е стопирано. Може да пијам чајче, кој што го помага варењето на храната, или евентуално, кога е празник, роден ден, некоја чаша црвено винце со котски мраз, исто така е одличен, помагаш во варењето на храната. Некоја супа убава, бистро од зеленчук може да се напиеме после ручекот, затоа што со ручек не ни треба супа. Си имаме пример месо и салата, си пијам некоја чајче може или некоја винце и тоа е тоа. Малце, може една голтка вода после ручек, не е страшно, ама една голтка. Мала голтка, колку ете да исплакнам устата, меѓутоа не е потребно. Значи мора да научиме правилото дека водата треба да се пие 2 сати до 3 после ручекот. Пред ручек може да се напиеме вода, да си обезбедиме, но се дорека јадеме ние свежа салата доволно или свеж зеленчук, не морам да правам салата со ручекот, јас сум внела доволно течност, сум внела ензими кои што ми го помагаат варењето на храната и немам потреба јас да пијам вода. Оне кој што руча, а не јаде свеж зеленчук, сува моја в устата има потреба за вода. Тоа е тоа што пијат луѓето вода со јадење, затоа што не јадат свеж зеленчук. Кога ќе почнеш и ти да јадеш повеќе свежа салата, не знам дали јадеш повеќе свежа салата со ручекот, тогаш нема да имаш потреба за вода. Така. Во однос на храната во зимскиот период, специфично е што нели се конзумира малку и помасна храна, па не знам, љубителите на свинско месо знаат да споменат дека ги сакаат познатите чварки, пифти, нешто што во овој период е карактеристично нели за овој период од годината, меѓутоа колку и како оваа храна влијае на самиот организам. Види, чварките мене не ми се омилени, но меѓутоа многу луѓе ги јадат, не се опасни чварките. Па ќе кажам, една храна не е опасна ако се јаде пример само чварки или само месо, или ќе пробам малце пифтија, и тоа не го сакам јас. Ама ќе го јадам со свеж зеленчук. Нема да мешам и месо, и компир, и ориз, и риба, и сармички, и салата, значи нема све да мешам. Никој не се поправил од чварки дека јадел или од месо, се поправил ако нема овошје наутро, ако нема вода и ако нема третиот чистач, тоа е свежиот зеленчук.
Значи нема страшно, нема зијан, секако да не се претера. Ние и со овоше да претераме може да ни биде лошо. И со вода да испијам сега на еднаш литар и пол, ќе паднам во несвес. Затоа што нели се што е премногу не е добро. Да биде умерено. И најчесто зимно време се јаде, како што кажуваш, повеќе на месо. Зашто да биде тоа повеќе на месо? Ќе си направам палента, ќе си направам кускус, кој што за жал луѓето не го знаат, ќе си направам булгур. Булгурот, кршена пченица, која што е многу вкусна да се јаде со свежа салата. Ќе си направам киноа амарант, ќе си правам лесни храни, иако сум дома. Нема да ме мрзи да готвам. Не е све научено зимно време, ајде сега месо ќе јадам. Зашто? Нема потреба. Има време за месо. Јас како кажувам нова година, Божик, бадник, сите јадат. Ке јадеш друг ден. Не мора се да изедеш на еден ручек, не ли е така? Да. Што е оно што еве во овој период од годината, ајде од овошјето можеби да тргнеме. Нели зима па некако као не можеме секое овошје да го најдеме во овој период од годината, но за среќа па има и голем број на овошјја кои што се достапни. Да, бананата имам во текот на целата година. Еве и да немам јаболко убаво, да немам крушка, бананата имам во секое годишно време. Ќе изедам банана, ќе се напијам вода и мене денот ми тргнува со фул енергија. Овоше на почеток на денот или на крајот денот? Наутро кога ќе станеме, од периодот 4 наутро до 12 на пладно е периодот на елиминација, односно чистење на телото од токсини. Тогаш треба да внесеме чистач кој што ќе ни помогне телото да се го воведеме во ред, да имаме 2-3 пати столица, да едноставно да мокриме редовно, да добиеме на енергија, да охраниме и телото и мозокот, очите да ни се отворат, концентрација да ни биде на ниво, поготово сега девети или сите оние кои што имаат потешка работа, да кажам, со умот. Треба да се јаде што повеќе наутро свежа храна. Јаболче има, сега имаме јаболко. Јаболкото е главниот чистач, еден од најмокните чистачи на нашето тело. Јаболкото, бананата, некој не сака портокал, не сака мандарина, не мора. Меѓутоа јаболкото да биде на маса прво и основно кое што ќе се јаде. А го имаме. Не дека го немаме. Знаеш, има момент кога некој ќе кажеме боли желудник од јаболко. Да, те боли зашто јаболкото е презнак дека твојот желудник е болен. На гладно, тој што ќе изеде парче, 2 јаболко. Го боли желудник, значи ти дава сигнал желудникот и јас сум болен, лечи ме. Значи тоа е тоа кој што е најдобро јаболкото да се јаде и ќе знаеме како ни е желудникот и ќе се прочистиме и ќе имаме 2 до 3 пати столица во денот. Тоа го повторувам зашто многу деца и многу возрастни со 2-3 дена немаат столица. Тоа е многу опасно, тровите ги држиш во тебе. Од тука доаѓаат сите болести. Загаден организам од сите влијанија околу нас, не само од од воздухот, од свеј, од стресот, целокупно телото кое што е загадено носи многу болести. Не утре, не заутре, но со тек на време, месеци, години доаѓаат тука болести. Тоа се акумулирани можеби некои состојби во текот на подолг временски период, кој што потоа кога и ќе покажат. И имунитетот ни паѓа, кај нечист организам, имунитетот паѓа, напаѓаат алергии, напаѓаат вируси, грипови, претходниот гостин докторот го слушав, значи напаѓаат вируси, алергии, грипови таму каде што нема јак имунитет. Кај мене не може ќе нападне минимално, затоа што мојот имунитет е со години веќе на одредено ниво. Меѓутоа напаѓа таму кај што нема вода, нема овоше, нема зеленчук. Го спомена почетокот на денот, стартот на денот еве некаде до пладне, меѓутоа еве ајде некоја рамка да направиме. Што е тоа што треба да следува, да речеме, за време на ручекот, пред ручекот, а како да се заокружи целиот ден? Со оброк или со вечера? До 13 часот да се биде на овошје, да се биде на вода, обавезно, може некој морковче, некоја крставичка во текот на денот, сега така за да не ни досади само од овошјето, на некој луѓе им досадува, мене лично не, зашто вака веќе 17 години се хранам. Околу 1 часот може да се изеде некоја минимална ужинка, дали ќе се некој здраво лепче со здрав намаз, со свеж зеленчук, дали ќе некоја палента, некој булгур, кускус, нешто, така лесно ќе си го направам со салата, потоа од 1 до 5 сат, пак, уште некоја овошка, уште некоја вода, јатка, семка, значи цело време јас си јадам, нема да сум гладен, околу 4 сат ќе се дојде ручекот, што и да ручам, со свежа салата и јас веќе после 5 не сум гладна. Зошто? Зашто сум изела доволно овошје, сум испила доволно вода, сум изела ужинка со свежа салата, јатки бадем и една шака да изедам, тоа е калории кои што мене ќе ме држат. Значи целокупно целиот ден сме обезбедени со храна,
Вклучително наутро обавезно морам да ги напоменам, поготово во овие тек на вируси, еки грипови, јајцата од препелица. Живи, оние малечките, шаринките да се стават во смути по 5 секое утро за возрастни луѓе. Значи тие може да ги пијат и деца од 3 години нагоре по 2. Во смути дефинитивно да се вклучат и спирулината, хлорелата, алгите, зелените алги и за детокс се одлични и одлични се за секако енергија да ни дадат во текот на денот. Значи има храна која што може да си ја ставиме текот на денот за да сме сити, да не сме гладни, а сме полни со енергија. А не е страшно. Да, го спомена смутито. Дали треба да се внимава на кои одредени намирници, како да се комбинираат и во кој период од денот да се користат? Да не се претерува, нели? Повеќе од 2 овошки да не се става во едно смути, да не мешаме сега све, како што ставаат и семки, овоши и зеленчук. Значи се одржиме на 2 до 3 овошки во смутите. Ако се цитрусни, некои да бидат цитрусни Цитрусно да не се меша со црвени плодови. Не дека не оди. Едноставно не испаѓа убава бојата, прејако е така, значи или ќе ставам пример јаболче, банана и црвени плодови, или ќе ставам јаболче, банана и спанак, или блитва. Или ќе ставам морковче со спанак и јаболко. Бананата може полата ќе оставам за црвеното смути. Значи да не претеруваме ниво тоа, не е битно, можем и цел ден да бидам на смути јас, ама да не ставам многу овошки, јатки, овоши и зеленчук, да не пренатрупувам. И обавезно секој смути со чаша вода 30% да се измеша, никако концентрирано. Да не биде тоа само концентрат. Само концентрат, затоа што ќе се направи проблем на желудникот, тоа е сепак јак напиток кој што треба со вода да се разреди. Јаткастите плодови ги спомена, многу интересно што можеби никогаш ги забораваме, баш во овој период на годината околу божичните празници, нели и бадник, па ги има најмногу така. Да. Може да се користат слободно јаткастите плодови и семките. Мешавина околу 50 грама микс во текот на денот доволно е. Може да вклучиме некоја сува белогрозија, некоја брусница, урмите, како еден мокен антиоксидант, да ги споменеме урмите, и оние малечките и кралските, не е битно. Обавезно практично ги имаат тие потребните и шеќери што се природни, кои што може да се... Фруктозниот шеќер го имаат, кој што и во овошјето и во сувото овоше, кој што може да ни дадат енергија. Секако и со нив не треба да се претерува, поготово морам да напоменам, сега сигурно ме слушат и оние кои што имаат дијабет, слободно нека јадат и овошје и суво овошје, но во комбинација со јатки и со семки. Семки тиква, семки сончоглед, мелени семки да се видат во комбинација и со овошје и со суво овошје, за да и секако и водата напоредно, за да се го држиме инсулинот и шеќерот во нормала. Некој циметче, малце цимет ќе си дадеме врз смутито или врз овошната салата и тие луѓе можат слободно да уживаат во плодовите, во јаболките, во секое овошје слободно, сувото овошје, али обавезно за сите од нас е потребно овошје, вода, јатки. Тие 3 како ритуал да се во текот на денот. Така. Она што сигурно е најчесто поставувано прашање кога ќе дојдат за совет е како да се контролира желбата еве за благо и за таа малку покалорична храна. Мисле за една слика на интернет, она знаеш со има каеш, деволка за муви, од детство сигурно ќе ти текне и не знам. Тие 3 да си ги ставиме дома и како не слушат да се пошалиме малку. Не знам како да ти кажам, да се сами себе предогледало да си кажеме дека јас од денеска почнувам да внимавам на своето здравје. Да не биде тоа понеделник, нема врска кој ден, така? Се почнува од моментов. Сите сега што ме гледаат, значи ќе кажат јас од моментов почнувам да внимавам на тоа што јадам, колку јадам за мое здравје. Потоа иде изглед, потоа иде вита става, па ќе идам у теретана, па не знам ќе спортувам, ќе трчам. Здравјето да си го чувам. Се дорека викаме од понеделник, ништо не правиме. Кога ќе чукне болеста на врата, тогаш па после нема после. Веќе се направил проблемот, ти ќе го средиш, ама зашто да дојде до тоа кога можеш ти да си внимаваш? Многу подолго траен процес и потежок пат сигурно. Многу луѓе викаат од понеделник, зашто? Од моментов почни од сега. Не е страшно, почни со јаболче и со вода. После пак некоја банана, вода, ужинка, некоја ручек и тоа е тоа. Има време и за лепи, за месени теста, и за благо, за се има време, ама се си има свој ред, затоа се тука нутриционистите, за да ти помогнат да јадеш се што има желба, ама тоа да биде рамномерно, правилно распоредено, во одредени денови, во одредени периоди, а да не се лишиш од ништо.
Да се проба и сиренце, да се проба и кашкавалче, да се знае кога и во која комбинација. Значи, ние со нејадење овошје, не пиење вода, нејадење свеж зеленчук, ние тука се разболуваме. Не се разболуваме од, не знам, ако изедам бурек еднаш у месец или месо каснам или баничка, нешто. Ако не јадам свежа храна, 60% во текот на денот, ја тука се разболувам. Затоа и се повеќе, за жал, се моментално, нели, вирусите, гриповите, полни болници, све тоа паднат имунитет, и кај деца, и кај возрастни. Така. Дечињата сега се на зимски распуст, меѓутоа генерално создавањето на тие некои навики од порана возраст е многу подобро, нешто што, да речеме, во одредени земји веќе се практикува како едукација уште од градинките, од најмали, меѓутоа кај нас најчесто веднаш се посегнува во пекара да се купи некоја баничка, некоја пита, некое лепче, нешто што е тестенина, што е можеби побрзо и полесно решение за да се помине еве оброкот. Колку е важна таа исхрана и навика да се создаде кај малата популација? Бидејќи ретко се случува, можеби јас знам за некои примери позитивни, еве ги кажам примери кога дечиња си имаат спакувано овошјенце, ќе земат, нели, зеленчук, независно што сакаат, да си го конзумираат, нели, во текот на денот или во текот на малиот одмор. Меѓутоа тоа се поретки, би рекла, еве примери. Генерално колку е важно тоа јадро, создавање на тие здрави навики во раната Многу е важно. Минатата година, не можам да се навикам се уште дека сме нова, бев на 2 места повикана во школи да држам предавање. Интересно беа децата, 3-4 одделение беа многу заинтересирани. Многу праќања имаше за исхраната, јас јадам тоа. Минимално имаше деца кои што јадат ептен нездрави, кои што не знаат што е овошје, што е вода, дури знаеа хеда и просто што е, тоа ме радува. Мислам дека се повеќе свеста се зголемува, а треба да се почнува уште од мали нозе, уште детето кога почнува со исхрана, 5 месец, 6 месец додека е бебе, ќе му дадам брокола, ќе му дадам морковче, ќе му дадам оривче, значи да почнеме уште од мали нозе вкусот да го бара овошје. Како што јас сум правила за моите деца, така и ги советувам сите. Сега мојата ќерка оди прво одделение и правам од дома све здраво. И она интересна работа, јас не сакам да носам. Зашто? Ти е срам, другите те гледаат, да. Тоа е многу лошо. Затоа родителите треба да разговараат со децата. Тоа нема тука срам. Значи да се носи овошје, да се носи сендвич од дома, палента, макарончиња, не е битно, нешто да се носи здраво, за да детето од мали нозе створи навики. Имаме време, јас си давам и бурек да се носи, ама и ставам краставичка сецкана. Значи пак внесувам нешто свежо што тоа ќе го преработи и после нема да ја боли мешато, да и се врти, да нема концентрација на час. И некои 2-3 урмички ќе ставам за. Значи сакам да кажам, од мали нозе треба да се учат децата. Многу е битно за воиднина да нема, а за жал се повеќе има деца болни со дијабет, гојазни деца, и тоа е момент кога стварно ме фрустрира и да можам на разглас на цел свет ќе кажам, јадете овошје, пиете вода, толку е просто едноставно за децата, не да ги жалиш сега, леле, па греота носи сендвич, сите го буваат. Не, жали го кога ќе го разболиш детето, после да го жалиш. А за тоа најчесто родителите се криви. И треба стварно повеќе и вакви емисии, и други емисии, каде што ќе се збори за стварно здравата храна, поготово кај децата, да се крене свеста, дека стварно е опасно, не само за изглед, дали е тоа дебелкова слабо. Здравието го губат со секојдневно јадење сува храна, да нема свежа храна, да не знаат што е вода. Има деца што не пробале ни зеленчук во живот. Тоа е за мене стварно страшно. Ги спомена тестенините, како треба да се комбинираат, затоа што тие се, да речам, брз избор на храна на брзина, ќе се направат, ќе се подготват, многу омилена кај помладата популација. Меѓутоа, постои ли начин како треба да се комбинираат и како да се конзумираат? Тестенините, као моите омилени нормално, како вид на шпагети, макарони, јуфки, домашни кои што си има. Во комбинација може да има печурки, домашен сос, оние кои што си прават, или патлиџан ќе изредам, ќе си направам како домашен прелив, салата свежа, обавезно да си има, може е чудно на некои макарони сега без сирење, без јогурт, а само со салата. Иде.
И да стварно е вкусно, салата патлиџан со кромиче, со тестенина, со печурки, со намазот, како што кажав, домашниот кетчап или рендан домат, да се има хумусот, леблебијата да се користи секојдневно и ќе внесуваме протеини преку хумусот, леблебијата и ќе ни биде вкусно едењето. Секој вид на тестенина може да се јаде, најдобро практикувам без глутенски, затоа што од глутенот секаде го има, од тоа се дебелеме, од тоа ни е тешко, од премногу јадење глутен, после доаѓа до интолеранција на глутен. Значи да гледаме и обични макарони, и безглутенски, за време ручек со свежа салата. Не са бајле со сирење и јогурт, туку за време на ручек. Или ќе има дома мама, тато направиле месена пита, не е страшно. Сега и утре, нели за Стара Нова година се прави, ако нека има и вечерта лепче со паричка, баничка, ама со салата јадам, нема да пијам јогурт. И сум го пробала тоа, сум го направила адетот, сум изала салата, ама ми е убаво, не ми е тешко. Го спомена просото, се враќаат ли еве тие некои, да кажам, рецепти старински што ги велиме, нешто што било навистина храна на нашите баби, дедовци, што се конзумирало, а што навистина убаво делува на организмот и е здраво? Да, се враќаат некои стари навики, си за жал помладата генерација се научени на купечка храна, Певи палената, пчинкарното брашно, некои рецептури, качамакот, да. Баш на моите деца им правев на неколку пати, на мојот сопруг многу им се допадна. Со дупче, со све, како што се прави, баш гледав од интернет да него старински, некој го прави нели со чварки, јас го правев со сидемце, веганско. Мислам не беше тој вкус, ама пак сакам да кажам се враќаат тие може и комбинации да се направат, да може да и тоа да биде тоа на здраво. Па некогаш и со чварки да го направиме, не е страшно, ама пак ќе кажам, ќе го јадам за време на ручек со салата. Еве во 12 ќе го јадам, тоа нели најчесто наутро се јаде, највкусно е, додека е топло, но ќе го јадам со салата. Тие стари навики што некогаш биле, порано не се јадело многу салата, но меѓутоа се јадело стар кромит. Најмногу. Кога оделе на ниви, нели да ораат да работат, земјоделците јаделе кромит, лепче и сирење, тоа било основна храна. Сега јас кажам, сега тоа да се врати, ако е лепче, кромит и сиренце, ќе бидеме послаби и поздрави него, ама да работиме. Ние не сме научени да работиме. Киселата зелка, нешто што во овој период од годината нели има, туршијата исто така. Ја има многу, конзумирањето е нивно. Слободно може да се јаде туршијата како прилог. Главна е свежата салата. Може слободно јува да се напие, одлично е за оние кои што имаат проблеми со стомакот. А поради солта? Солта, ако може во минимални количини, да не се претерува. Тоа најчесто се конзумира нели после премногу конзумирање на алкохол, но може и вака за здравје слободно и туршијата и јувата е одлична, може да се пие само да не се претара. Со ништо не треба да претераме за да ни биде добро. Значи има време и за јадење, и за спиење, и за се, ако си го направиш, и за работа денот како што треба поред, да си испланираш, ќе имаш време за се. Да не живееме за да јадеме, како беше изреката. Не живеј за да јадеш, како беше тоа? Заборави. Да, не ја паметам ни јас сега во моментов, нема да ни замера. Да си живееме живот полн со енергија, со здравје. Тоа во секој случај е најважно. Си јадеме колку што треба да јадеме. Мојот дедо, Бог да го прости, викаше, кога ти е најсладко, престани. Престани, да. И татко ми тоа често пати знаеше да го спомене и немаше никогаш проблем со тежината, меѓутоа ова модерно време знае да носи нели голем број на предизвици, па и некогаш да кажеме немаме време за тоа, немаме време за тоа, имаме време, меѓутоа колкава е желбата, треба да прашаме. Исхрана според крвни групи, нешто што ете сега интернетот е преплавен, социјалните мрежи се преплавени нели со совети, сите на некој начин сакаме да бидеме свој лекари, свој нутриционисти, но сепак она што го знае науката треба да се испочитува, особено да се консултира со консултацијата со стручните лица е многу важна, имајќи во предвид дека некогаш може да се направат и ненамерни грешки, кога на своја рака се одлучуваме да превземеме одредени чекори. И сега за тоа многу пати, честопати, мислам, го има на интернет, можеме да прочитаме, да го гледаме, но дали постои некое правило во однос на тие еве и крвни групи, па каква исхрана да се повеќе сакаат, еве ја користат? Да, повеќе, за жал се повеќе млади користат диети од интернет, слободно можам да кажам, значи диети кои што
не знаат дека може на некој од нив да им наштети. Значи секакви видови диети има. По фитнес клубовите, морам да напоменам, има луѓе кои што, може некој ќе ми замери, нека ми замери, кои што даваат исхрана диети за сите луѓе исто. Имам 10 што вежбаат или 20 што вежбаат, диетите ги давам на сите. Не, тоа е многу погрешно. Мојот начин, јас секој кој што работи, се работи за себе, тоа го почитувам, не се мешам, но моје да кажем дека јас работам според телото. Прво го гледам човекот, го прашувам што јаде, што не јаде, се консултирам, каква болест има, зашто е дојден тука, има разни видови на болести, некој дојден да се поправа, да регулира килограми, да качи или да сибне, некој доаѓа за болест, некој доаѓа сака здраво да се храни, некој е спортист или за деца, нели зависно, слабичко, дебелко, не е битно. Значи јас барам крвна слика. Мене ми е многу битно организмот внатре како е. Сите тие параметри, холестерол, шекер, триглицериди, има проблем со тироидна нема, хипотироза, хипертироза, дојден за плодност, неплодност, значи зависно кој за што е дојден. Според тоа јас изработувам програмата за таа индивидуа која што сум ја ги прашала сите овие прашања. Не се И тоа е индивидуално за секој индивидуално посебно, за секого не може посебно. да биде систем за сите ист. Може ти имаш проблем со тироидна, не смеш да пиеш спирулина. А ти имаш, јас да ти дадам спирулина, зашто така давам на сите. Значи, многу е битно индивидуа да гледаш организмот, кај секого е различен. Не може едно исто за секој да е исто и секој со тоа да ослабе. Не. Тоа се тоа што младите грешат, што барат по интернет диети, по крвни групи. Секој се работи, нели пак ќе напоменам да не ми забарат како што мисла дека треба. Мојот совет до сите кои што ме следат и кои што сакаат нели во консултација со мене да си го средат здравието, не ми е потребна крвна група, само крвната слика, разговорот нормално, зашто и како е дојден, за да го средиме телото. И тоа го следам ден за ден. Се слушаме телефонски, разговараме, гледаме телото како реагира, како се навикува на промените. Некој никогаш не јадел здраво и сега почнува промена. Тука има и детоксикација силна. И тоа е некој шок сепак да речем за организмот. Тоа е организмот. шок за да идеме полека, за да не можеме ние за еден месец да симнеме 20 кила. Тоа не е возможно. Возможно со некои си, нели диети, секакви напитоци, но тоа не е здраво. Се што е преку ноќ, да, ќе симнеш 15-20 кила за месец и пол. И што после? Телото паѓа, имунитетот паѓа, крвната слика е лоша. Значи мора да се внимава на индивидуата како тера во текот на целиот процес. Значи, се што е тоа брзо треба да се испита, да се консултира со стручно лице или со тоа лице кој што ги дава програмите, за да се го каже проблемот за не да Боже нешто да не му наштети. Може на некој ќе му наштети протокол што има гастрит, нормално. Или ќе му наштети некој зеленчук овоше, зависно. Некој што има проблем со бубрези, не сме ова, не сме тоа. Значи има различни работи зашто треба да се внимава и да се следи целото тело како тера натаму во текот на процесот. Значи, она што е интересно исто, особено кај помладата популација е некако трендовски и популарно, се вежбите, нели нормално, јасно е тоа дека здравиот начин на исхрана дополнително со физичка активност секако условува за здрав начин на живот и се е тоа некое златно правило кое што сите го посакуваме, но некако, како што рековме, навиките не ни се уште за да го изреализираме до крај. Меѓутоа, она што е симптоматично, особено кај помладата популација, ќе речам кај тинеџерите во тинеџерската возраст, е нели вежбите во теретана или дома, меѓутоа потпомогнати во однос на таа некоја дополнителна додатоци во исхраната, кога се работи за оние прашоци, дали се кератини, протеини и така натаму. Колку и како треба да се внимава на овој начин на исхрана, внесување дали како додадена или додаток во исхраната и генерално и во однос на возраста. Сега тоа е некој тренд, некоја мода, меѓутоа дали носи некои последици и кои и како треба да внимаваат? Да, за тоа нема да коментирам, но мој совет би кажала како додаток за оние кои што идат од теретана, кои што сакаат да качат мускулна маса или да се оформат тело, да се внесуваат природни додатоци,
во вид на протеини, како што ги напоменав јајцата од препелица на прво место. На второ место би ја ставила козјата сурутка. Невиден протеин кој што треба секојдневно, секој оној кој што вежба да го користи. Водата, наутот, кога ќе купиме конзервирано гравче, таа водата, тоа се вика аквафаба. Тоа е полна со протеини. Значи водата од наутот обавезно и наутот како наут, како хумус да се користи, ние добиваме голем број на протеини. Внесот на мешунка и житарка, кога готвиме гравче, леке, боранија, грашок, со хеда, просо, киноа и амарант, мешунка и житарка даваат многу повеќе протеини отколку од месото што внесуваме. А за жал, секојдневно кој каде да вежба, дали е теретана, се кажува цело време да се биде месо, риба, месо, риба, месо, риба, месо, риба. Нема зеленчук, нема овошје, нема здрави протеини, тука се прави шок на телото. Сите оние додатоци кои што се даваат без ред и на млади и на возрастни, мислам дека е стварно погрешно. Пред се секој родител или секој млад кој што е свесен треба да се распраша што може тоа да му донесе. Јас не сум експерт за за тие додатоци кои што се користат, не би било професионално да зборам против тоа, па ќе кажам секој се работи за свое лепче што се кажува. Не, се работи, се работи за протеини кои што не протеини, се генерално зборувам. Додатоци во храната, на кои што да не бидат тие само фокус, ова што го зборуваме, колку е важно да бидат навистина додаток во исхраната, а не база основно. Тоа е лошо кај младите што го прават секој ден тоа, а не јадат тоа што треба, и тука се случува да се направи проблем малце, голем проблем. Да рече, од пример, вие ми дававте тоа и тоа, ама тој ти давал тоа и тоа, ама не ти кажал што треба да внесуваш пошто се што е надвор од природата, за мене не е природно, не е свежо, не е својствено за нашето тело, не е потребно за нашето тело. За нашето тело е потребно тоа што расте на дрво и тоа што расте во земја и тоа што извира. Тоа е тоа што е потребно на нашето тело, без разлика сега на страна тие што вежбаат, за надпревари, што се билдаат, и они треба да внимаваат што јадат, они се како дополнително мора да ги пијат тие додатоци во исхраната, суплементи, додатоци. Но сепак треба да се внимава. Поготово младите што стварно претеруваат со тоа конзумирање, и од мене поздрав до сите фитнес тренери да внимаваат, поготово со младите кои што за жал општо од нездравата исхрана и од префорсирано вежбање доведува до неплодност, доведува до пад на имунитет, доведува до проблеми со тиреидната жлезда. Дефинитивно треба да се внимава каде се дава, што се дава. Не сум стручна за тие работи, но јас би рекла да се свртиме повеќе кон природата отколку кон сите други додатоци. Убаво е дополнително суплементи како цинк, витамин С, да си се користи, добар пробиотик, секој од нас треба да пие добар пробиотик, минералите, витамините да си ги внесуваме слободно. Но што е главно? Тоа што го дал Бог. Свежата храна, просто едноставно. Так, во однос на оние кои што конзумираат цигари, кои што се пушачи, сега и со претходниот гостин го прокоментиравме, знам дека е различна тема, меѓутоа сите овие теми се некако тесно поврзани една со друга. Сега се крои некое ново законско решение со построги, поригорозни казни кога се работи за цигарите и нивното користење во јавниот простор, меѓутоа генерално во однос на делот на исхраната, особено кај луѓето кои што конзумираат цигари, кои што се пушачи. Сега, да не ми се наљути сопругот, ама ќе коментирам, пошто не сум пушач. Да се пошалиме малку. Да, пушачите малци сме и построги во однос на тоа. Пушачите, јас ги разбирам од една страна, пушач кој што пуши до 10 цигари во денот, прифаќам, го разбирам. Но луѓе кои што пушат по 2 кути, 3 години во денот, јас сум тука строга дека за нив треба строго да се забранат цигари. 2 до 3 кути во денот. Па не само ти колку сакаш јади јаболки, да кажам, или банали, или пи вода. Ти сам си го труеш организмот со нешто што немаш корист од тоа. Мој совет за сите оние кои што се пушачи, јас го поддржувам тоаш, забраната која што ќе биде, но сепак ги разбирам пушачите затоа што на него подобро ќе му биде 5-6 цигари во денот да испуши, да не сваќам погрешно дека сум нутриционист, но ако тоа му причинува задоволство со кафе или со некоја пијачка, подобро тоа него да отиде да изеде
3 сендвича или не знам, да, нешто нездраво или 2 кеси грицки да изеде. Подобро тоа задоволство, ако му прија на душата на расположение, ма да не се претера. Умерено, значи во тој дел. Треба како нутриционист да забранам, но зашто да забранам некој кој што тоа му задоволство? Како на мен некојаш да би забранил да изедам бурек или пита или макарони, нешто што мене ми прави задоволство. Треба и тие луѓе да ги разберем, затоа што можеби они не наоѓаат задоволство во храната, наоѓаат задоволство во кафе со цигара или со чашка вино, 1 до 2 цигари, окей. Но морам да напоменам дека во периодот кога е чистење наутро, од 6-7 кога ќе станам, смути утринско што го препорачува, тогаш да нема цигара. Нека биде кафето со цигара после смутито. Тука ќе биде многу подобро, отколку да станам, да пушам цигара, тоа тука го забранам и сум против. Дека законот ќе им прија на сите, не верувам. Мое да си кажам дека треба да има закон за што повеќе казни да се пишува за некој што не јаде свежа храна. Да се има што повеќе свежа храна на пазарите, а помалце, реално помалце, да се отварат повеќе продавници за здрава храна, здрави сендвичи, да биде нешто по-примамливо, отколку да биде светие хамбургери, секакви амбалажи. Тоа веќе у наше време, ти си постар од мене, нормално, меѓутоа јас живеев во време кај што немаше толку грицки, кај што немаше толку напитоци, немаше, признавам, ни стрес, ни брз живот, помирно беше. Ама сега е све преоптеретано, сега младите не знаат ни што е овоше, ни што е зеленчук, за жал. Така, информации имаме многу, но колку од нив сакаме да ги прифатиме и примениме, тоа веќе е дополнително индивидуално е, но секако она што можеме да направиме е да едуцираме. Ги спомена едукативните работилници, верувам дека и тоа е еден начин плюс како може да им се укаже, особено на помладата популација, како да стартуваат од најрана возраст со здрави навики. Точно, треба се почесто да има такви едукативни работилници или предавања во градинките, во школите, во градинка сум била за предавање на мали дечиња и стварно ми беше интересно, сечевме овоше зеленчуци. Треба се почесто да има такви предавања каде што кидат нутриционисти, да се зборува надвор веќе од секојдневните теми и по телевизија и во школите, малце да се разбие монотонија, а младите да се научат дека колку што е штетно и пушењето цигар и алкохолот, дури многу по-лошо и поштетно е нездравата исхрана, секојдневна, едноставно поопасно е да не јадеш секој ден свеж овоше, свеж зеленчук, да не пиеш вода, отколку да испушиш 2 цигари во денот. Многу поштетно е. Секој некој што јаде здрава храна, почува здраво да се храни автоматски, цигарите самиот организам му ги одбива. И он си прави од 2 страни добро. И што ќе ги трне цигарите и што почнува здраво да се храни. Со еден удар, 2 здрави навики. Да, а цигарите со здравата исхрана не одат. Секој кој што е пушач, пробал вика јас дојде не можам цигара да запалам, што ми направи, тоа е тоа. Сам си направи, не ти направи јас, за тоа е добро. Не иде едно со друго. Така, убаво спомена, телото само никогаш дава сигнали и знаци, само треба да ги слушнеме и да ги препознаеме. Ти благодарам многу што беше дел од нашата денешна емисија. Верувам дека голем број на нашите гледачи добија корисни совети за тоа барем како од каде да се почне. Да, благодарам и тебе на поканата и ги советувам сите здраво да хранат во оваа година. Им честитам нова година, празници, да се пред здрави, живи, среќни, да се мотивирани за подобро утре, за подобра, поуспешна нова година, а секако ова законот за цигари или нешто, некои сите минимални казни што се добиваат за возење брзо, се е минливо, се ќе биде, да се го чуваме здравието и енергијата, пошто тоа е побитно од се друго. Така, уште еднаш ти благодарам многу за гостувањето. Почитувани ви благодарам што бевте заедно со нас во денешната емисија. Секако останете со програмата на телевизија 24, бидејќи за кратко следуваат пладневните вести. Од мене пријатен ден.